По 19 пат во Домот на културата Илинден во организација на локалната самоуправа беше отворена реномираната и етаблирана литературна манифестација Илинден 2018. Литературните дружења ќе трајат до 19 мај, а посетителите ќе можат да уживаат во промоциите на книги, средбите со писатели, изложбите, како и традиционалното литературно матине, на кое ќе настапат повеќеми на писатели за деца и млади. Пред преполната сала на Домот на културата говореше и овогодинешната манифестација ја отвори градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски. Задоволство ми е што на свеченото отварање вечерва присуствува значителен број на реномирани македонски дејци, исто така и странски гости, дипломатски представници. Секоја година се зголемува интересот за литературната манифестација Илинден и се трудиме да дадеме поволни услови, можности за да се презентираат и новите изданија на литература. Инаку во текот на неделава се одржуваат и денови на книгата, денови посветени на книгата, каде што во Домот на култура Илинден може на штандот да се посети и да се видат голем број на нови наслови, исто така и да се купат. Целта е преку промоција на книгата и литературата да се воспостави, да се воздигне литературата, а со тоа и да се промовира локалната самоуправа, односно општина Илинден во рамките на државата, а исто така и надворот од Република Македонија. Литературната манифестација е проследена и со литературно матине за деца, промоција на книги, ликовна изложба на академскиот сликар Новица Трајковски, поетскиот митинг или централната манифестација ќе биде во петок во 19 часот. Тоа е нешто што верувајте дека остава белег на локалната самоуправа, остава белег и она што досега е работено поводот, и би сакал ова прилика да ја искористам на сите учесници, на сите кои што дадоа свој придонес како луѓе, како поети, како граѓани, да искажам благодарност за сето она што го направија за во општина Илинден литературната манифестација да прерасне во една од повидните или значајни литературни настани во Република Македонија. Почетокот на литературните дружби и денови беше збогатен и со промоцијата на книгата Триптих за Македонија од Раде Силјан. Промотивна реч одржа писателот Ефтим Клетников, а стихови интерпретира Антонио Павловски, Елима Казлиева и Анита Бошкова. На ситни парчиња не дробат додени старци и гладни деца, а ние снегулки стопени од јужно ветре. Во земја со високи чардаци и порти отворени, не делат и грижни и безгрижни, крвта застирена во ноќта долга, битка со сонот започнува сега. Од првиот до последниот негов напишан стих сега ја среќаваме и во поезијата на Раде Силјан. За тоа именно така мочно сведочи и неговиот триптих за Македонија што е пред нас. Свет извлечен од собственото битие во понорен меланхоличен кантиленски стих. Тоа е елегија, каква што е во основа и целокупната поезија на овој поет без остаток. Зошто? Затоа што таа е извлечена на површина од најтемните судбински, метафизички и историски длабочини на поетовото битие, чии онтолошки палимсес е колку личен, толку и колективен. Може би и повеќе колективен отколку личен, нарцистички. Да беше жив татко. Да беше жив татко, секое утро ќе го славеше раѓањето на денот и со галежни зборови ќе не пречекуваше во куќата стара. Да беше жив татко, ќе ги милуваше нашите побелени глави, а ние ќе му пеевме песни за убавината и за дождливата пролет во татковината. Да беше жив татко,
Секое утро ќе ја благословуваше светлината, за да не сгасне огништето на нашите славни предци. Да беше жив татко, пред заходот на сонцето в раце ќе држеше бројаници, за да не ги заборави потомците. Да беше жив татко, денес ќе славеше 100 години. Љуби го лицето на утринското јаве и со зборови четни моли се за убав ден. Ми вели часовникот што чука во моите гради. Љуби ја звездата што сјае на твоето чело и пред крст и кандило, ко дојука од старо време, моли се за плачно небе. Ми вели пилето што пее со моите усни. Љуби го огледалото над зидот, друга слика што дава и место ѓавол, крилест ангел во тебе препознава. Ми вели сенката што шета пред моите нозе.